Денесната посета на средното училиште Киро Бурнас во Куманово ме враќа во моите средношколски денови кога и јас почнував, исто во Куманово, меѓутоа во гимназијата Гоце Делчев. И денес беше лесно да се избере каде ќе бидеме на првиот школски ден, а тоа е токму овде, бидејќи тука се наоѓа и најновиот училишен објект во државата, кој што е изграден по сите најсовремени стандарди, и дополнително што и интернатот, кој што не беше реновиран цели 2 децении, денес е комплетно реновиран со нови соби и со сите пропратни содржини, како што и доликува на еден училишен центар. Никој од нас не може ни да заборави на времето кога започнува со средношколските денови. Тоа е практично времето кога стануваме возрастни, или бар мислиме дека стануваме возрастни, кога имаме многу идеи, кога имаме многу енергија, кога имаме многу ентузијазам, меѓутоа и кога го бираме нашиот иден повик со што ќе се занимаваме во животот. Тука ги сретнуваме и ги стекнуваме нашите пријателства кои што траат до крајот на животот, бидејќи секогаш се вели дека најдобрите другари се другарите со кои сте ги поминале на школските денови, и затоа сакам во тој дух да им честитам успешна школска година на сите ученици, на сите наставници, а на оние кои што за прв пат седнуваат во училишните, во средношколските клупи, да им посакам многу успех и избор на образование кое што ќе им овозможи што побрзо да се вклучат во работните процеси во државата. Владата вложува навистина многу напори во поглед на унапредување на образованието. Ние во секој случај не сме држава како што се западноевропските држави, државите во Соединетите американски држави кои наследиле при својата независност систем во кој што се било перфектно. Ние знаете дека пред 32 години обезбедивме независност на државата и од тогаш Министерството за образование, сите институции работат на унапредување на образовниот процес, меѓутоа и на образовните објекти во кои што се одвива наставата. И најдобар пример за тоа како треба да изгледа еден образовен објект е токму ово училиште. Ако треба да направам споредба, тогаш средното училиште Киро Глигоров во Скопје и средното училиште во Куманово Киро Бурнас, основното Киро Глигоров во Скопје, практично се двете најнови училишта кои што се изградени во мандатот на оваа влада, за разлика од другите кои што во минатото не инвестираа во образовните објекти. И една таква стратегија, вклучително и воведувањето на дуалното образование, значи многу за учениците кои што се подготвуваат не само со знаење, туку и со голем број на вештини, да бидат подготвени за работните обврски и што побрзо да се вклучат во економскиот живот на државата. Драго ми е што денес токму во вакво средно стручно училиште во Куманово со паралелки за дуално образование сме присутни и што интересот на учениците е навистина голем. Од она што ми го кажа директорката на училиштето и другите наставници, најголемиот број на учениците се запишуваат токму во дуалното образование. Овде има повеќе смерови на дуално образование, од прехранбена струка, од сточарство и ветеринарство. Веќе се работи на воведување на машинска струка за обука на учениците и на други струки, кои што заедно со компаниите кои што потпишале договори со училиштето и со Министерството за образование имаат можност не само да учат теоретска настава, туку да учат и многу практична настава и истовремено да на тој начин од првиот ден на своето образование се вклучат и во работните процеси, да станат многу поконкурентни за пазарот на труд во однос на своите врсници. Дополнително на овај, како што споменав, новиот интернат, кој што е комплетно изграден, и навистина задоволство е да се видат такви услови во кои што можат да престојуваат учениците, каде што за сите ученици е обезбедено се што е потребно. Покрај образовните објекти, овде има и прекрасна спортска сала, меѓутоа и се она што е потребно од аспект на лаборатории, работилници, за сите смерови кои што посетуваат дуално образование и обука во училиштето. Инвестирани се 3 милиони евра, кои што финансиски средства се искористени за комплетно реновирање на објектите, меѓутоа и за набавка на комплетно нови помагала, лаборатории, работилници, училници, опрема за училниците. Најголемиот дел од тие финансиски средства се од Европската унија, преку ИПА фондовите, дел се исто така и сопствено финансирање на Министерството за образование.
Секако дека не може да направите ваков објект без директор кој што е и амбициозен, и енергичен, и посветен, и вреден, а имаме баш таква директорка тука. Секако и колегите неизини во училиштето, колегите во Министерството за образование, и навистина освен пофални зборови немам што друго да кажам, а и самите медиуми, а со тоа и граѓаните можат да се уверат за каков објект се работи, за каков прекрасен наставен кадар и за какви прекрасни деца се работи во ова училиште. Ми останува на крај само да им честитам на сите, да им посакам успешна школска година и да им посакам на наставниците да извршуваат работа на многу повисоко ниво во ваков прекрасен објект и на учениците секако да учат, да уживаат и да се дружат во средното училиште Киро Бурнас во Куманово, а исто така и на сите други ученици кои што ја почнуваат школската година денес, од прво оделение до сите оделенија во средните училишта, да им посакам многу успех. Ви благодарам. Почитуван председател на владата, почитувана директорке, колеги министри, пратеници, драги професори, почитувани ученици. Денеска официјално го започнуваме новата учебна 2023-2024 година, која ќе трае до 17 јуни, а за прв пат на учениците ќе имат и пролетен распуст од 29 април до 5 мај. Дозволете најнапред на сите ученици во основно и средно образование да им посакувам успешна година, многу нови знања, позитивни резултати, но и добра дружба и спомени кои секогаш во иднина ќе ги поставуваат и ќе ги имат како убави моменти во времињата на училишните клупи. Секако успех во работата им посакувам и на наставниците и сите вработени во училиштата кои имаат значаен придонес во создавање на нови генерации, односно иднината на нашата држава. Учебната година ја започнуваме со бројни нови учебници во основното и средното стручно образование. Започнуваме со најава за повисоки плати за наставниците, нешто што е резултат на добра соработка со репрезентативниот синдикат, со другите синдикати и ќе го реализираме многу скоро. Започнуваме со над 50 реконструирани училишта и со неколку нови објекти, од кои дел се готови, дел се во финална фаза и етапно ќе ги пуштиме во употреба, а денеска тоа задоволство го имаме овде во Куманово. Ова училиште во кое денес го посетуваме е токму една од овие крупни инвестиции со кои ја унапредуваме образовната инфраструктура. Само тука се вложени околу 3 милиони евра, со кои целосно е реконструирано училиштето и интернатот и во тек и постапка за комплетирање на опремата. Инвестицијата е поддржана од Европската унија, од буџетот на нашата земја, преку ИПА фондови и тоа е одличен показател дека Унијата ни помага во унапредување на образовната сфера, што е особено важно за нашето приближување кон развиеното европско семејство, кое сите го сакаме. Символиката на денешната посета на ова образовна установа, која неодамна се трансформираше во регионален центар за стручно образование и обука, е исто така тоа што сакаме да дадеме значење на стручното образование, чија атрактивност во последните години рапидно се зголемува, квалитетот се подобрува и воедно во овој тип на образование и нуди поголема веројатност за личен просперитет на младите деца. Како што посочив, добивме голема поддршка од Европската унија, но и од бројни други надворешни партнери во развојот на механизмот за создавање квалитетна квалификувана работна сила и затоа уверувам дека заложбите за постигнување на целта ќе продолжат и ќе се зголемат во наредниот период. Воедно потврдувам дека додека сум министер за образование, јас на младите, односно на идните средношколци, ќе им препорачувам да одобрат стручно образование, особено дуално, кое значително го проширивме како концепт во изминатиот период во најголем дел од училиштата во нашата држава. Посакувам што помалку предизвици да биде заокружена учебната година, затоа е потребна заложба од сите нас, поддршка од семејствата на учениците, поддршка и максимална заложба од наставниците, активностите, граѓанските организации, бизнис заедницата и воопшто на сите општествени чинители, затоа што конечно на крајот какви ученички генерации ќе создаваме не зависи само од еден фактор или од една засегната страна.
зависи од сите нас. Секако, МОН останува отворена институција за соработка и ќе се трудиме да бидеме на висина на задачата, водејќи се секогаш по најдобар интерес, првенствено на младите кои ги имаме во училиштните клуби, некаде над 250.000, а од нив 20.000 се првачиња. Нека е со среќа и успешна учебна година. Како и многу пати досега, владата, Министерството за образование и наука, како и ние, Регионален центар за стручно образование и обука, потенцираме дека подигањето на нивото на средното стручно образование е врвен приоритет, кога станува збор за подготовка на млади луѓе, квалификувани веднаш да се вклучат на пазарот на трудот и самостојно да заработуваат за достоен живот. Со измените на Законот за средно стручно образование, преку трансформација на Средното стручно училиште Киро Бурнас се воспостави Регионален центар за стручно образование и обука Киро Бурнас Куманово, и тоа за 3 квалификации во 2 струки, за кои се подготвени и одобрени нови стандарди. А тоа се хемиско-технолошка за прехранбен техничар и земјоделско-ветеринарна за агротехничар и техничар по фитомедицина. Исто така се дефинирани и квалификации за реализација на програмите за образование на возрастни и за валидација на неформално и информално учење. Кога станува збор за реформите во стручното образование, посебно сакам да истакнам за еден многу важен момент. Сите сме свесни дека светот вртоглаво се движи напред, неуморно се трага за нови механизми, нови модалитети за поврзување на приоритетите и нивно ставање во пракса со цел постигнување на реални, видливи резултати. Кога бизнисот е во прашање, иновациите се неизоставен дел од секој бизнис и стратешко планирање. Затоа, со особено задоволство би сакала да истакнам дека она што ни издвојува од другите училишта и што сите нас вработени во ова училиште ни дава дополнителна мотивација е можноста сите досегашни инвестиции, човечки и материјални капацитети да ги ставиме на располагање во процесот на поврзување на светот на бизнисот со образованието, со што ќе придонесеме за просперитет и раст на нашата општина, регионот и државата. Од друга страна, социјалниот диалог што Министерството за образование и наука го воспостави преку соработка со бизнис заедницата, стручните училишта и локалните самоуправи, односно преку кампањата Учи паметно, работи стручно, што во континуитет се спроведува изминатите 2 години, се идентификувани локални потреби за одредени стручни профили, кои веќе се дел од уписната политика во стручните училишта. Токму во соработка со бизнис заедница се потврди вредноста на концептот за дуално образование. Можам слободно да истакнам дека досегашните реформи дадоа навистина големи резултати. Например, бројот на запишани ученици минатата, а и ова учебна година, во споредба со претходните години, се зголеми за преку 80%. Се воведоа нови струки, сообраќајна и здравствена струка, покрај постоечките 4, земјоделско-ветеринарна, хемиско-технолошка, машинска и лични услуги, каде што настава се изведува на македонски и албански наставен јазик. Сите паралелки во прва година се дуални и обезбедивме секој наш ученик да реализира учење преку работа во компанија. Имаме подпишано преку 95 меморандуми за соработка. За крај сакам да искажам една голема благодарност до владата на Република Северна Македонија, до Министерството за образование и наука, што ни овозможија да од средно стручно училиште прераснеме во училиште какво што досега нема на просторот на нашата држава и на тој начин да станеме лидери во реформи на образовниот процес. Исто така, благодарност и до сите донатори за поддршката што во континуитет ни ја даваат, се со цел да ги постигнеме поставените цели и во најскоро време да станеме центар за изворедност. Воедно ја користам и приликата на сите ученици и во основно и во средно образование да им посакам успешен почеток на новата учебна година и да имаат голем успех во оваа година и во понатамошниот живот. Благодарам.